Драги сограѓани, сограѓанки, почитувана јавност. Во ова прво обраќање на политичката партија Левица по страшната трагедија, во овие најтраорни денови во поновата македонска историја, кога ја живееме најголемата колективна болка како нација, уште еднаш изразуваме сочувство до семејствата на загинатите и брзо закрепнување за повредените. Во отсуство на зборови што можат да ја утешат болката и да ја пополнат празнината, да го побараме тоа што мора да следи, а тоа е одговорност. Сите ја знаеме вистината дека ова не беше судбинска несреќа, туку ова беше трагедија со дозвола, со печат, со потпис, со молчење. И најпосле со постојаност. Судбините трагични кои се врзуваат изминатите години, како оние во модуларната болница во Тетово, како оние со случајот со онкологија. Сите нив ги врзува еден заеднички обидинител, а тоа е корупцијата и неказнивоста. Не смееме да бегаме од вистината дека ова е инцидент кој покажува на системска пресуда на држава во која корупцијата стана поважна од човечкиот живот. Ако не го признаеме тоа, и ако не се соочиме со вистината, дека тука митото е повредно од човечкиот живот, тогаш преку недејствување, тек тогаш стануваме сите соучесници. Затоа ова е моментот кога државата мора да покаже дека постои. Институциите мораат да делуваат брзо, ефикасно и без компромис. Ова не е време за калкулации, не е време за политичка агенда и маневри, туку за действија на сите нивоа на власт. Да се осигура безбедноста и да се обезбеди одговорноста. Бараме од владата, од Министерството за внатрешни работи и од обвинителството, како и сите останати надлежни органи, да спроведат сеопфатна, транспарентна и безкомпромисна истрага. Бидејќи јавноста овој пат не останува нема за селективната правда и нема да прифати изговори. Секој што дозволил ова да се случи, сегашен и претходен функционер, мора да сноси одговорност. Без разлика на функцијата, позицијата и влијанието, тие мора да одговараат. Ова е момент кога институциите мора да покажат стабилност и капацитет. Луѓето не смеат да бидат оставени во страв и во несигурност. Државата мора да обезбеди поддршка за погодените, гаранција за безбедноста на граѓаните и јасен план како никогаш повеќе ова нема да се случи. Сепак не можеме да го игнорираме сомнежот кој тлее во народот, а тоа е дека повторно ќе гледаме затешкување од страна на властите како и претходно. Дали оваа власт навистина има волја да се соочи со вистината, допрва ќе видиме. Во овие моменти нашата улога како опозиција е да повикаме на државнички одговор. Тука сме да бараме одговорност, но и да нудиме решенија. Очекуваме институциите да покажат зрелост, но доколку не го сторат тоа, ние ќе бидеме тука за да ги потикнеме, да ги разобличиме и да ја укажеме вистината кој тие ја игнорираат. Во однос на неизмерната трагедија од минатата недела, низ медиумите и преку луѓе во институциите, прибрани се некои индиции и некои факти за недостатоци во постапувањето на институциите, чиј дел тука таксативно ќе разгледаме. Пред се во случајот има финансиски и административни нерегуларности. Фирмата што ја управува таа дискотека
имала блокирана сметка со 4 последователни блокади поради неплатен ДДВ. Обврски кон вработените како плати пензиско и здравствено осигурување. 2023 година ја завршила во минус од 3000 евра, но продолжила да работи. Нејасно е како воопшто работела дискотеката со блокирана сметка, како плаќала набавки и трошоци, дали тоа го правела незаконски или преку трета фирма. Во декември 2023 година УЈП утврдила дека не се издаваат фискални сметки, пошто дискотеката била затворена, собственикот казнет, но потоа продолжила да работи како само еден дел од финансиските и административните недостатоци. Понатаму имаме индиции за нелегална работа и за обиколување на регулативите. Фирмата имала истечена и важачка лиценца истовремено, во време на министерување на овој тековен министр за внатрешни работи, што укажува на административен хаос или свесно затешкување. Последен пат пазарната инспекција влегла во овој локал пред 4 години. Иако дискотеката редовно организирала настани тогаш и од тогаш. Во 2012 година собственикот се обидел да го пренамени објектот со лесна индустрија во гостителски објект, но пазарниот инспекторат и општинските власти тогаш биле изманипулирани дека дозволата е за лесна индустрија со јавен паркинг. Тогашниот градоначалник Димитриевски не презел ништо откако дискотеката почнала да работи. Во низата пропусти имаме и безбедносни пропусти и злоупотреби. На вечерта на трагедијата имало 650 луѓе во дискотеката, иако капацитетот бил само 300. Продадени биле 250 карти, а најмалку 31 малолетник бил присутен. Фирмата Рубикон, која требало да ја обезбедува објектот, немала подпишан договор со дискотеката, управителот и вработените на подружницата во Кочани исчезнале по трагедијата првично, додека на влезот стоел само роднина на собственикот на место официјално обезбедување. Потоа го имаме и одговорот на полицијата и страшните недостатоци во зачувањето на јавниот ред и мир кој доведе до оваа страшна трагедија. Полицијата имала претходни пријави за кривични дела и нарушување на јавен ред и мир во дискотеката. Но службениците од Кочани Штип дале позитивно мислење за работа на локалот. Има траорни сведоштва од денот на трагедијата, нека полициски службеници не постапиле според деловникот на работа на полицијата и дел од нив не им помогнале на засегнатите. Постои сомнеш дека полицијата и претходно примала мито за работата на овој објект, за се да помине така гладко. Потоа имаме разрешени началници кои се вратени на претходните работни места, што кажува круг на неказнивост. Из овој дел од пропустите во јавниот ред и мир, како само дел од многу пропусти, пратеничката група на Левица бара од министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, да поднесе оставка во наредните 7 дена. По истекот на 7 дена, пратеничката група на Левица ќе поднесе интерпелација за министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, во Собранието на Република Македонија. Само дел од наведените причини ни открива дека ова не е трагедија предизвикана само од пожар, туку потполен крах на системот. Оваа дискотека не само што работела незаконски, туку тоа го правела со години. Пред очите на сите институции кои требале да ја спречат нејзината работа. Корупцијата, небрежноста и институционалната неказнивост се директни виновници за одземените животи на невини млади луѓе и видни членови на заедницата и фактори во модерната македонска современа култура. Поради сензитивноста на состојбата, имаме индици
за системски и структурални пропусти во здравството, кои ќе ги споделиме понатаму само заради сензитивноста на состојбата во овој момент, затоа што посакуваме повредените да закрепнат што побрзо. Но и во овој момент не смееме да останеме неми на вистината, дека во текот на годините за профит на малкумина државното здравство се уништува структурално. Па немаме центар за изгореници. И дури кога е нормална состојбата, ние немаме капацитет да дадеме нега за нашите граѓани, а во вонредни состојби ги праќаме во други држави, за кои секако сме неизмерно благодарни, но тоа не треба така да биде. И ова не е само список на пропусти или факти што сведочат за нефункционалноста на државата. Ова е акт на државна корупција и доказ дека системот е длабоко заболен со корупција, дека инспекциите се фиктивни, дека безбедноста е оставена во рацете на оние што најмалку се грижат за неја. Македонија мора да биде држава во која законите важат за сите подеднакво и држава која ќе ги заштити сите нејзини граѓани подеднакво. Во наредните неколку денови ќе предложиме серија првични закони. Првиот од нив се однесува на измените на кривичниот законник од минатата година, затоа што кога тогаш владеачкото мнозинство на СДСМ и ДУИ со кворум од ВМРО-ДПМН донесе скандалозни измени на кривичниот законник, кои директно се однесуваа на злоупотребата на јавната положба и казните поврзани со злоупотребата на јавната положба. Тие измени сега влијаат на оваа истрага и на санкциите кои ќе бидат изречени за потенцијалните монструми кои дозволиле парите да пресудат на овие невини луѓе. Затоа, после многу коментари од јавноста и после оваа трагедија, Левица ќе предложи измени во кривичниот законник во однос на одговорноста за злоупотреба на јавната положба и одредбите поврзани со неа. Понатаму ќе предложиме укинување на приватното обезбедување во објекти со висок ризик, во државни институции и на големи собири. Само професионални, државно сертифицирани луѓе треба да бидат обезбедување на вакви настани со висок ризик, каде што може да има немили последици. Понатаму предвидуваме измени во Законот за инспекцијски надзор, како и во Законот за градење, кои ќе бидат обелоденети со јавноста во следните денови. И најпосле на барање на медиумски работници во медиумите, ќе предложиме измени кои во деновите на жалост ќе предвидат сите медиумски чинители, по примерот на јавниот сервис, да имаат фонд на програма соодветна за денови на жалост, која ќе обновуваат на неколку години и за која ќе имаат музички продуцент, кој ќе го регулира нивното емитување во деновите на жалост. Затоа што во овој момент видовме многу еклатантни и непримерни постапувања во деновите на жалост кои беа во насока на непочит на трагедијата. Драги сограѓанки и сограѓани, почитувана јавност, ова мора да биде последна ваква трагедија, а не само една во низата како што досега гледаме. Македонија не сме да биде земја каде што животот се купува и продава, каде што корупцијата диктира кој ќе живее, а кој ќе гине. Каде што институциите служат како параван за неказнивост, а граѓаните се оставени сами на себе. Дојден е момент на одлука за тоа да изградиме систем или да продолжиме да живееме во анархијата на капиталот. Дали ќе го заштитиме јавниот интерес или ќе го заштитиме интересот на малкумина мокиници? Дали ќе расчистиме со корупцијата или ќе продолжиме да дозволуваме да не убиваме? Затоа што нема повеќе сиви зони и нема повеќе изговори.
Ова не е прашање на политики, туку на државна чест. Ова е тест за Македонија. Или ќе покажеме дека сме држава, или мораме сериозно да се преиспитаме како луѓе. Ви благодарам.